Вести на Канал 8. Добар ден. Извештајот за работењето на комуналното предпријатие Водовод за 9 месеци од оваа година беше во центарот на вниманието на седницата на Советот на општина Кочани. Оценето беше дека има намалување на приходите од продажбата на геотермалната вода, како и дилеми околу бројот на ангажираните работници и исплатливоста од наплатата за паркирање преку системот со СМС пораки. Ниту на 54-та седница на Советот на општина Кочани не изостанаа забелешките и критиките во врска со изнесените податоци во извештајот за работењето на комуналното предпријатие Водовод за 9 месеци од оваа година, како и за прикажаните финансиски показатели во документот. Најголемо внимание советниците посветија токму на оваа точка, оценувајќи дека одлуките што биле донесувани влијаеле за негативните резултати, што можеле да се видат и во самиот извештај. Во извештаите можеме да забележиме дека по работни единици, дека работната единица геотерма, предпоставувам, според резултати што ги гледаме, значи неминовно ќе биде дека за прва година во која што комуналното јавно предпријатие ќе покаже загуба во оваа работна единица. Само да подсетам дека во изминатите години геотерма беше моторна или движечка сила на комуналното јавно предпријатие и остваруваше енормно високи приходи, од кои што беа покривани останатите трошоци на комуналното јавно предпријатие. Со покачувањето на цената на геотермалната вода се нанесе огромна штета не само на комуналното јавно предпријатие и денес да имаме загуба, туку генерално штета и на сите можни корисници, ако сакате инвеститори, па дури физички лица кои што би имале намера да користат дел од топлата вода. Точно е дека имаше корекција сега на цената, значи објективно да гледаме на тоа, меѓутоа сепак цената на геотермалната вода е премногу висока за да биде една предност која што би ја користеле сите останати. За паркинг просторот, значи за паркинг службата и минатиот пат реков дека она е служба која сама по себе си се финансира. Значи 1.509.084 е наплатените дневни карти од граѓаните се разбира, со тоа што на крајот прикажан е приход од 1.874.266 денари. На крајот, за да сето тоа заврши, кога ќе се стават платите и останатите трошоци, останува 312 денари, значи како ваша разлика во приходи и расходи. Тоа е служба која сама по себе се одржува и ништо повеќе. За разлика од некои служби, како што колегата Ѓорги ги спомена, значи ги јадат некои делови од другите, меѓутоа, значи, оваа служба сама по себе може да си продолжи да си работи. Колку чинеше самото воведување на системот за наплата преку СМС пораки, а колку вкупно до сега имате по овој основ остварено приход, односно колку граѓани имат од прилика наплатено со СМС порака, бидејќи ја до сега немам тако сознание дека некој воопшто има пуштено СМС порака да плати двојно поголема цена. Вообичаено, заеднички одговор на поставените прашања даде директорот на Водовод, кој рече дека ги прифаќа забелешките како добронамерни. При тоа објасни дека немало покачување на цената на геотермалната вода, туку се зголемил концесискиот надоместок. Освен тоа, имало и објективни причини за ниските приходи од пласманот на овој природен енергенс. Немам изработено фактура за месец октомври. Немаме изработено заради тоа што се поволни временските прилики и немаме потрошувачка на геотермална вода во месец октомври. Сега сме 15 ноември. За се поставува прашање ако продолжат ваквите температури за оваа година дали воопшто ќе изработиме и фактура за месец ноември. Заради тоа што имаме поволни надворшни температури и нема потреба од користење на геотермалната вода. Еден од поранешните корисници на геотермална вода во меѓувреме добри и собствена концесија за експлоатација на геотермална вода од собствени бушотини и исто така беше една од причините за намалување на количините кои користеше од системот на геотерма. Трошоци за воведување на наплата преку СМС пораки немаше. Значи,
само ако сметаме дека трошоци за водење на постапка за јавна набавка и регистрација во планот за јавна набавка. За жал ги немам со себе податоците за бројот на лицата кои ја користат ваквата можност да ја плаќат да го плаќат паркирањето преку испраќање на SMS пораки. Само ќе ви кажам дека се движи од 300 до 400 лица на месечно ниво. И за жал најголем дел од корисниците се надвор од по регистарските таблици, ако заклучуваме се надвор од подрачјето на општина Кочани. Папазов рече дека за следната седница може да се обезбедат податоци за секој месец поодделно, колкава била искористеноста на системот за плаќање на паркирање преку SMS пораки. Други забелешки од советниците немаше, па на крајот извештајот за работењето на водовод со финансиските показатели за 9 месеци од оваа година беше усвоен. Зачестува палењето на страништата и сламата по завршувањето на жетвените активности. Од полицијата упатија повик до земјоделците да не палат оган на отворен простор, поради можноста да се предизвика пожар и да се загади околината, а за што ќе следуваат контроли и казни против прекршителите. Предупредувањето до граѓаните внимателно да се однесуваат при палењето оган на отворен простор или пак да не ги палат страништата по завршената жетва на житата не бележат позитивен одзив. За само 10 дена, територијалната противпожарна единица од Кочани имала зголемен број интервенции. Поради тоа, од полициската станица Кочани испратија писмен допис до земјоделците. Во дописот се вели дека со привршувањето на жетвената сезона, како и со другите земјоделски активности што се извршуваат на земјоделските површини во овој период од годината, на подрачјето што го покрива полициската станица од Кочани била забележена зачестена појава на палење на стрниште и останато земјоделско земјиште, со што неретко се предизвикуваат пожари од кои настануваат штети за граѓаните. Од тие причини, од полицијата апелираат до земјоделците од општините Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци да се воздржат од праксата за палење оган на отворен простор, со што би се избегнала опасноста за настанување пожар. Иако досега во повеќе наврати било укажувано за оваа појава, како од страна на полициската станица, така и од страна на противпожарната единица, како и од представниците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, несовесни земјоделци и понатаму ја користат ваквата девијантна активност за постигнување на своите цели. Заради сузбивање на појавата, од полицијата велат дека во содејство со државен инспектор за земјоделство и представници од противпожарната единица од Кочани ќе вршат зајакнати контроли на теренот. Против прекршителите на позитивните законски регулативи ќе бидат преземани законски мерки. Општина Кочани со писмен допис ја демантира информацијата дека била поништена постапката за порамнување и тампонирање на полскиот пат кај местноста Слатина. Сепак, недоволната транспарентност на локалната самоуправа околу водењето и реализацијата на јавните набавки е причина поради која се јавуваат дилеми околу преземањето на оваа и слични активности. Општина Кочани достави писмен допис до редакцијата на Канал 8 со кој демантира дека била поништена постапката за јавна набавка за порамнување и тампонирање на земјениот пат помеѓу ризовите ниви во местноста Слатина. Од општинската администрација тврдат дека на 16 септември годинава бил објавен повик преку Бирото за јавни набавки, по кој е склучен договор со фирмата Калина Доел од Оризари со вкупна вредност од над 1.164.700 денари. Парите, како што веќе објавивме и ние во нашата информација, локалната самоуправа ги добила од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Со оглед на подпишаниот договор со изведувачот, исполнувањето на обврските требало да заврши во рок од 6 месеци, сметано од денот на воведување во работа. Според секторот за уредување на градежно земјиште на општината, работите на патот ќе започнале по завршувањето на жетвата на Оризот. Канал 8 го објавува демантот со што ја исполнува својата законска обврска. Сепак, причина за недоразбирањето е нетранспарентноста на општина Кочани, посебно околу водењето на постапките за јавни набавки. На веб страницата на Бирото за јавни набавки како надлежна институција воопшто нема известување како завршил јавниот повик за реконструкција на земјениот пат кај Слатина и дали и кога е склучен договор со изведувачот. Иако локалната самоуправа има обврска за секоја таква и слична постапка да објавува известување на официјалната веб страница на Бирото, тоа до денеска не е направено. Забелешки за јавното објавување на финансиското работење на општината, односно нејзината буџетска транспарентност,
Има и во објавениот Индекс за активна транспарентност за 2016 година од истражувањата што ги спровеле Цивика Мобилитас и Центарот за граѓански комуникации. При тоа како негативна забелешка се наведува дека освен објавениот јавен повик на официјалната веб страница на општина Кочани нема извештај како завршила тендерската постапка и дали е склучен договор или пак постапката е поништена. Со тоа, општината во источниот регион е оценета со стапка од 52,2%, што ја става во средината меѓу 11 општини. Пред неа се Штип, Пробиштип, Берово и Делчево, што со оглед на бројноста на општинската администрација отвора нови дилеми. Лицата од Дневниот центар во Виница веќе 4-та година се активни учесници во керамичките работилници на музеот Теракота, а нивните креации ќе бидат изложени по повод 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост. Лицата со попреченост наспроти физичкиот или умствениот хендикеп имаат потенцијал на кој мора да му се даде простор и можности да го тестираат и да го наменат во корисни цели. 4-та година лицата згрижени во Дневниот центар во Виница создаваат дела од керамика и со продажбата на истите си го подобруваат својот престој во центарот. 5-дневната керамичка работилница е проект на музеот Теракота, а активни учесници кои се подржувачи и соработници се и учениците од ликовните секции од основните и средното училиште. Во самиот проект е предвидено пред се дружење, значи имаме дружење на возрастните, на децата од основните училишта заедно со овие деца со посебни потреби, бидејќи сакаме да ги надминеме тие разлики и стереотипи што владеат меѓу луѓето, дека и тие се дел од нас и тие се како нас. Во самиот проект имаме изработка на предмети од глина, боење, изработка на разгледници, на честитки новогодишни. Значи сето ова го планираме да биде како еден новогодишен пакет. Дневниот центар кој згрижува 13 лица со пречки во развојот за 1 месец започнува со реализација на нов проект, во кој целна група се децата со церебрална парализа. Тоа е еден нов проект, една нова игра Бочија, тоест нова во Македонија, која што од нова година ќе почне да се реализира и во Македонија. Во 10-дневни центри ќе бидат опфатени и е специјално за лица со церебрална парализа или со некаков физички хендикеп. Ќе бидеме поддржани од УНИЦЕФ, ќе бидат вклучени значи Демир Капија и Дневниот центар во Банско во Струмица и уште 8 други дневни центри из Македонија, но започнуваме од Делчево, Штип и Виница. Во пресрет на светскиот ден на лицата со попреченост 3 декември, центарот организира мини свеченост со изложба на нивните лични креации, а се организираат и едукативни трибини во кои се анализираат придобивките, но и праксата од одредени законски решенија во локални рамки. Средното училиште Ванчо Прке од Виница започна со користење на бенефициите од програмата Erasmus+. Првата група ученици од текстилната и машинската струка имаше 9-дневна обука во Бугарија, а во предстојниот период ученици од гимназиското образование на тренинг обуки ќе патуваат во Италија, Англија, Романија и Полска. 37 средношколци од Виница, од кои 25 веќе го поминале првиот тренинг, се вклучени во програмата Erasmus+, за доедукација, тренинзи и усовршување во некои од престижните училишта и факултети во Европа. Првата група ученици која имале 9-дневен тренинг во Бугарија се од машинската и текстилната струка. Искуството од таму сакаат да стане нивно секојдневие. Во Бугарија имавме можност да научиме многу нешто од кои изработивме неколку знамења на Бугарија, исто така покривки за машините да ги заштитиме од прав и слични работи. Се научуват многу работи и многу интересни. Од машинската струка бевме вклучени 9 деца, а додека од текстилната беа 18 деца. Обуката претежно се состоеше во шиење. Имаше исто така и предавања. Се надеваме дека повторно ќе има таква некоја прилика да појдеме и да стекнеме нови знаења.
Меѓутоа, преку Центарот за развој и образование на доедукација кој работи во Полошкиот регион, треба да заминат уште 5 професори и 2 наставници, како и 12 средношколци, сите на различни места и во различни области, а целни дестинации се училишта и тренинг центри во Италија, Англија, Бугарија, Турција, Романија и Полска. Секој професор има група ученици во областа и тематиката со која работи, а услов е средношколецот да има наполните 18 години, да го познава англискиот јазик и да е примерен ученик. Инаку, средното училиште во Виница од оваа година за прв пат се вклучува во Еразмус Плюс програмата на Европската Унија, а учесниците во програмата, покрај проширување на знаењата и стекнување нови искуства, добиваат и соодветен сертификат за учество. Дипломи и награди за учениците од Основното училиште Малина Попиванова на надпреварот во изведување експерименти, решавање на тестови и предавања од областа на природните науки, што се одржа во Скопје, Сити Мол и во просториите на Природно-математичкиот факултет. Настанот е во организација на друштвата на биолози, физичари, хемичари, географичари и астрономи. Учениците од Основното училиште Малина Попиванова учествуваа во надпревар во изведување на експерименти, решавање на тест и предавања од областа на природните науки, што на 11 и 12 ноември оваа година се одржа во Скопје Сити Мол и во просториите на Природно-математичкиот факултет. Станува збор за мега настан под мотото Ноември месец на науката, што за прв пат се одржува во организација на друштвата на биолози, физичари, хемичари, географичари и астрономи. Настанот беше наменет за сите ученици од основните училишта од Република Македонија и наставниците што предаваат природни науки, физика, хемија, биологија и географија и има за цел да ги промовира истите. Презентациите на учениците од Основното училиште Малина Попиванова побудија огромен интерес кај посетителите на настанот, зашто учениците се вратија со дипломи и награди. Во изведувањето на експерименти учествуваа учениците Теодора Санева, Ангела Захариева, Стефани Санева, Лупчо Захариев, Любомир Игнатов, Лина Крстова, Елеонора Манасиева и Евгений Јосифовски. Ние се представивме со неколку експерименти. Имаше околу 150 учесници од основните училишта во Република Македонија. Јас бев пофалена за мојот експеримент и ова ми дава потеки наредната година да учествувам на овој надпревар и се најдевам дека ќе имам поспешен резултат. Се представив со експериментот Облек што танцува. Тој експеримент беше во областа на физиката и за овој експеримент бев пофалена, добив пофалница и диплома за успешно учество во областа на физиката. Ние бевме пофалени, исто така и јас освоив награда, трета награда и се надеваме дека и следната година ќе освоиме некоја награда. Јас се представив со експериментот балончиње од газ од природни науки, од областа природни науки. Во решавање на тест учествуваа Бојана Лазарова, Ана Крстова, Мартина Стојкова и Анастасија Спасова. На предавања од областа на природните науки учествуваа Мартина Ристевска, Јана Петрова, Стефанија Борисова, Теодора Велкова и Вероника Крстова. Јас во саботата бев на предавање во Ситимо, кој беше организирано од Астрономското друштво во Македонија. Исто така ние го посетивме факултетот и видовме таму многу лаборатории на хемија, биологија и физика. Се запознавме со инструменти кои претходната година ги учевме и ќе ги учиме понатаму. Учениците се подготвуваа и учествуваа под менторство на предметните наставници Славица Атанасова и Марија Илиева и оделенскиот наставник Гордана Јанева. И во третото доба од животот може да се биде доста активен. Тоа го потврдуваат пензионерите од Кочани кои успешно соработуваат со здруженијата од Кавадарци, Куманово и Скопје во областа на културата и спортот. Сојузот на Здруженија на пензионери на Македонија ги поддржува ваквите активности на Здруженијата на пензионерите. Здруженијето на пензионери на Кочани има воспоставено соработка со неколку здруженија на пензионери од Македонија, со кои успешно соработува на културен, спортски и рекреативен план.
Соработката мощно и успешно се остварува со Сдруженијата на пензионери од Кавадарци, Куманово, Центар Скопје, како и со Сдруженијата од соседните градови. Ваквата соработка е високо оценета и во Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија. Вакви традиционални средби со кои се остварува значајни програмски активности со содржини кои што значат другарување, спортување, потоа средбите на кои се остварува содржината од ревиите на песни, музика и игра, значат збогатување на содржини помеѓу сите Сдруженија на пензионери за дружење и за остварување на планот од аспект на подобрување на условите за здраво и активно старење на пензионерите и она како вообичаено велиме на сите ние што се наоѓаме во третата доба од животот. Средбата што се одржа минатиот викенд во Скопје во општина Центар беше уште еден мост на пријателство меѓу пензионерите од Кочани и Скопје. Кочанските пензионери и играорци до крајот на неделата ќе гостуваат во Кавадарци на заедничка средба помеѓу пензионерите од Кавадарци, Кочани и Лесковац, Република Србија. Следува спортската информација. Во рамки на второто коло од третата кошаркарска лига, Баскет Дино се врати со победа од гостувањето во Кичево. Со освоените бодови во новото првенство, кочанските млади кошаркари ветуваат добра игра и избегнување на дното на табелата. Одличен настап имале младите кошаркари на Баскет Дино на гостувањето во Кичево против истоимената екипа, што на крајот им ја донесе и победата. Во рамки на второто коло од третата кошаркарска лига на Македонија, кочанскиот клуб бил подобар од домашните и на крајот од мечот славил со 75 спрема 69. Победата е повеќе од заслужена, со оглед што во текот на целиот надпревар Баскет Дино бил во предност од 10 коша разлика и во ниту еден момент на кичевчани не им било дозволено да направат резултатски пресврт. Освен офанзивноста во нападите што биле ефектурирани со погодоци, заслуга за победата има и добрата одбрана на нашата екипа, при што била прикажана солидна техничка подготвеност. Со победата во Кичево, кошаркарите на Баскет Дино го подобрија бодовното салдо по поразот што го доживееа на гостувањето во Прилеп во првото коло од есенскиот дел на првенството. Во моментот нашата екипа со освоените 3 бода се наоѓа на второто место на табелата, но и со еден надпревар повеќе пред третопласираниот Марфил Спорт од Прилеп. Според распоредот на надпреварите, во следното коло Баскет Дино е слободен, а потоа во четвртото коло ќе има уште едно тешко гостување во Скопје против младата екипа на МЗТ. Иако трите гостувања поред не им одат во прилог, сепак од клубот велат дека нашите момчиња се подготвени да ја повторат добрата игра од гостувањето во Кичево и да направат ново изненадување против фаворизираните скопјани. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.